Официјално започна примената на новиот правилник за спроведување на возачки испит. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска во Велес го следеше спроведувањето на истиот. Една од најзначајните новини е задолжителното аудио и видео снимање на целиот тек на практичниот испит, односно на двата дела, полигонско и градско возење. Кандидатот за возач, кандидатот кој помага за стекнување на возачка дозвола и заради сопствена контрола, но и заради контрола на функционирањето на комисиите во секое време, доколку е незадоволен од исходот на испитот, ќе може да се провери снимката и да се види дали евентуално постои некакво отстапување по однос на она што е дадено како финална оценка. Инаку снимањето на полагањето на практичниот дел е задолжително, а тоа значи дека сите фази се снимени. На овој начин, според надлежните, се воведува контрола и на возачките испитни комисии, но и на возењето на кандидатот кој полага. Снимањето на полагањето е задолжително, а новини има и во минималното време траење на возачкиот испит и ќе се одвива од 15 до 40 минути. Со новиот правилник, како што и практично можевте да видите, воведени се некои нови вежби, нов начин на испитување. Јас би рекла нешто построги вежби, но сето тоа го правиме во интерес на кандидатите, во интерес на потврдување на квалитетот на обуката, што во крајна линија очекуваме да влијае на општата безбедност на сообраќајот на патиштата. Бидејќи за жал, гледајќи ја статистиката, забележуваме дека состојбите во сообраќајот не ни одат во прилог, односно констатираме зголемување на бројот на жртви во сообраќајот и секако за надминување на еден ваков негативен тренд неопходно е да работиме на повеќе полиња. Од испитниот центар велат дека сите овие измени се во прилог на кандидатите. Зголемување во цената нема да има. Цената не е повисока, останува истата цена, така да повисок е само квалитетот на испитувањето и се надеваме дека младите возачи, поточно возач почетник, знаете дека 2 години тој возач почетник, ќе научи нешто и на самото полагање, не само со обуката. Овој начин на полагање ја отфрлува можноста за било каков вид на олеснителни околности за било кој кандидат. Новиот правилник од денеска се спроведува на целата територија на Република Македонија. Еколошкото друштво Вила Зора се вклучува во европската кампања против патентирањето на живите организми. Од Сдруженијето сметаат дека оваа постапка ќе биде од голема штета за земјоделците, кои доколку производите кои ги одгледуваат и продаваат бидат патентирани од дадена организација, за продолжат со дејноста ќе треба да плаќаат лиценца за истата. Тоа значи дека се отвора можност, се отвора вратата утре било која биотехнолошка компанија која што поседува многу пари да дојде да го откупи правата над тиквешкото грозје, над куртовата капија, пиперката, над било кој производ и да ги продава, односно да ги лиценцира како своји. Тогаш ние ќе бидеме, значи како граѓани, како земјоделци, како производители задолжени за да ги произведуваме им плаќаме лиценца. Ако не се плати лиценца, тогаш ќе се праќаат огромни казни, поради тоа што некоја биотехнолошка компанија која што нема врска со нив, значи нити ги измислила, нити ги создала, а едноставно ги купила правата над овие производи. Според Коцик, мал дел од македонските земјоделци се запознати со оваа можност за патентирање на живите организми. Тој смета дека државните власти треба да се запознати со оваа новина, бидејќи Македонија е нова членка на Европската патентна организација. Значи во Европа веќе се организираше протестен собир во председиштето на Европска патентна организација, нашите партнери. Вила Зора подготвува пред се првично информативни материјали кои што ќе бидат поделени на земјоделците, на граѓаните, па и на надлежните институции за се запознат со проблемот и веќе значи испративме барање до агенцијата за Државната агенција за индустријска сопственост за да ги запознаеме со овој конкретен проблем и да ги изразиме јавно нашето барање за да не ја поддржат понатамошната практика за патентирање на живите суштества или производите добиени со конвенционално вкрстување. Од Вила Зора се надеваат дека македонските представници во Европската патентна организација ќе делуваат кон повлекувањето на лиценцата со која производната компанија Сингента ги патентираше така наречените инсект-резистентни пиперки за европскиот пазар.
зошто најпрвен се вршеше кастрење на гранките на повеќевековните јавори на плоштадот Сармалија, дури потоа се предлага одлука, знае само Чадиев и ВМРО ДПМН, изјави Панчо Иванов, советник од Советничката група на Сојузот за иднината. Советничката група на опозицијата и коалиционите партнери дилемите првен за сечењето на крошните на јаворите, па потоа донесување на одлука на Советот, ги отвориле на седницата на Советот и дополнително велат дека не добили одговор на прашањето дали за ваквата одлука се консултирани екологистите во градот. Првично понудениот текст на одлуката за спроведувањето на санитарно-заштитни мерки на јаворите како споменици на природата, според нас не беше во согласност со одредбите на Законот за заштита на природата. После дискусиите и одржаната координација, предлагачот изврши интервенција во текстот, со што, според нашите укажувања, суштински го подобри текстот на одлуката. Вака од подобрениот текст на одлуката, Социјалдемократскиот сојуз и коалицијните партнери го поддржаа. Но, тука не треба и не застанува грижата за јаворите како споменици на природата. Советниците на Сојузот за иднината сметаат дека јаворите се споменици на природата, па за таа цел побараат градоначалникот Чадиев и владиното раководство да одговорат на прашањата кои и денеска ги поставија на пресконференцијата. Кога градоначалникот Чадиев ќе предложи план за управување со спомениците на природата, во овој случај план за повеќевековните јавори, во кој ќе бидат утврдени посебните мерки и активности за заштита, а на што го обврзува Законот за заштита на природата во член 77 став 1. 2. Уште колку време треба да помине за локалната власт, предводена од ВМРО ДПМН, да обезбеди конечно и трајно зачувување на природните карактеристики и специфичностите, загрозените или ретките обележја, својства или форми, овдека мислејќи пред се на јаворот кој се наоѓа кај солено чешмиче и кој е во многу тешка состојба. Од Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз велат дека до крај ќе се залагаат за законската заштита на јаворите како споменици на културата и инсистираат што поскоро да се донесе планот за управување со спомениците на природата. Со грамогласен аплауз и овации беше проследена премиерната изведба на Кралот Лир на ансамблот на Велешкиот театар Джинот. Цели 2 часа и 15 минути тие држаа публиката закована за столчињата, внимателно следејќи ја секоја реплика од големото дело на Шекспир. Задоволство од премиерното прикажување на представата изрази режисерката Звезда Ангеловска, која вели дека идејата и била да не направи херметички затворена представа која нема да биде разбирлива. Веројатно и вие видовте во гледалиштето и актерите ми кажуваат како почувствуваат тој четврт зид, затоа што, како што знаете, голем дел од улогите, односно од ликовите се обраќаат на самата публика. Немам причина да бидам незадоволна. Знаете како, јас секогаш ризикувам многу, бирајќи ги големите теми не само за оваа представа. Или тука именно на оваа сцена се случи Онегин, кој што мислам никој во Македонија не постави Пушкин во како таква представа. Така што јас ризикувам и немам причина да не бидам. Бројната актерска екипа е задоволна како реагираше публиката на Кралот Лир. За главниот херој, кој го одигра Јордан Витанов, е среќа да се игра еден ваков грандиозен лик, но и да се постави ваков вид на представа за која тој предвидува долг живот. Среќен сум заради оваа представа и лично како актер кој го играше Кралот Лир и како управник на овој театар, што на нашата сцена ќе имаме една многу интересна представа која до прва ќе има свој, како што можам да почувствувам, свој гостување надвор од нашата матична сцена, по нашата држава може и надвор некаде. Актерот Зафирчев, кој се појави во улогата на Шутот, вели дека не може да се спореди ова дело на Шекспир со ниту едно негово друго, кое тој имал можност да го одигра на театарските сцени. Не може да се спореди затоа што Лир е актерски и театарски курикулум. Тоа е алфа и омега во нешто што значи остварување. И јас нормално љубам и други дела на Шекспир. Меѓутоа Лир ми е особено драга затоа што на моменти наликува на Просперо и Бура, токму во тие квантни теории на метафизичкото и филозофското. Тоа пак ја потврдува на позната синтагма на Шекспир,
дали не сме од истиот материјал од кој си со ништата направили. За оние кои не ја проследија премиерата на Кралот Лир, истата репризно ќе се одигра утре во сабота и во вторник со почеток од 19 часот и 30 минути. Мир и толеранција се најчестите зборови кои се употребуваат за етичката различност помеѓу учениците. Учениците од Коле Неделковски и Јовче Тесличков учествуваа на денешната конференција за мир и толеранција. Станува збор за проект кој се спроведува во 5 средни училишта во Република Македонија. Целта на спроведувањето на проектот е да се намали агресивното однесување на учениците во средните училишта, кое во последно време е многу присутно. Се работи за неколку предавања и тоа имаме етнолошка работилница, запознај ги другите околу себе, каде што учениците ќе имаат можност да научат нешто повеќе за другите религии, односно ќе учат за албанската националност, ќе учат за воопшто за муслиманската религија, значи за христијанството ќе се учи. Потоа имаме психолошка работилница во која што психолог ќе говори за промените кои што настануваат на оваа возраст, затоа што ова се ученици на возраст од 15 до 18 години. Иако дел од учениците се уште не можат да ги надминат предрасудите, сепак дел од нив немаа таков проблем. Проектот ќе продолжи се до април, кога се прославува неделата на мирот и толеранцијата. За прославата на оваа недела, женското лоби подготвува богата програма, во која ќе бидат вклучени сите 5 училишта. Од женското лоби од Емиркапија велат дека ваквиот начин на учење за мирот и толеранцијата вродува со плод кај учениците. Од учениците извлекуваме практични примери во кои што тие зборуваат за тоа како надминале некоја ситуација која што можеби би предизвикала конфликт, но тие покажале толеранција или успеале да преминат преку некоја предрасуда, но има доста работа. Кажуваат дека не сите ученици во нивните училишта се така толерантни, затоа што имаме и многу големи училишта, тука за Ефлюш Марко има околу 2500 ученици. Со креативност и диалог против насилството во средните училишта и името на проектот, кој го спроведуваат женското лоби од Емиркапија, Младинскиот центар Креатив од Ковадарци и невладината организација Младина од Скопје. Во овој проект учествуваат само 5 училишта, и тоа Коле Неделковски и Јовче Тесличков од Велес, Зефлиуш и Марко и Здравко Цветковски од Скопје и Кавадаречкото средно училиште Кирос Панџов Брко. Инаку овој пилот проект е финансиран од Икуменската иницијатива на жени од Република Хрватска. Полека, но сигурно училиштето Свети Кирил и Методи добива нов современ лик. Иако се заменува потната и кровната конструкција, наставата се одвива непрекинато. Директорката Мирчевска е задоволна од текот на работите и очекува и останатиот дел од реконструкцијата да се врши со ист интензитет и квалитет. Нема застој во наставата. Успеавме досега да завршиме во однос на промената на прозорите. Сите прозори се 100% заменети во нашето училиште со ПВЦ прозори. Заменете подот во новиот дел на училиштето, во приучилници, лесвиците и холовите, таму каде што навистина беше оштетен. Чекаме сега да се направи пренамена, да продолжи во стариот дел на училиштето замена, онолку колку што ќе дозволи буџетот и средствата, се разбира. Во моментот се работи на кровот во училиштето, ќе се реконструира комплетно кровот во училиштето и на крај ќе следува промена на фасадата, што значи дека училиштето ќе добие навистина еден прекрасен нов изглед. Училиштето ќе работи во многу подобри и современи услови, вели Мирчевска. Ваквата реконструкција, особено во стариот дел, беше неопходна. Инаку пред еден месец и градоначалникот Чадиев изврши увид за текот на реконструктивните зафати во општинското Свети Кирил и Методи.